civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Политичкото финансирање или финансирањето на политичките партии и нивните кампањи секогаш е завиено со велот на мистеријата. А тоа не би требало да биде така. По закон, сите мораат да одговараат за парите кои ги добиваат на своите сметки, за тоа како ги трошат и зошто ги трошат. Сите се одговорни пред законот подеднакво. Барем така пишува во Уставот, така пишува во законите. Како и да е, да видиме како тоа изгледа во случајот со ВМРО-ДПМНЕ. Во 2014 и 2015 година ВМРО-ДПМНЕ купуваат 63 канцелариски простори низ целата земја. Се проценува дека тие вредат околу 11 милиони евра, а се простираат на површина од 12.000 квадратни метри. Се разбира, ова ја исклучува она градосија од седиште во центарот на Скопје, која се простира на околу 11.000 квадратни метри, која е подарок, како што знаеме, од градежната компанија Бетон, која никогаш не откри колку вреди изградбата на оваа палата, како што ја викаат, Белата палата, некои ја викаат Шампита и така натаму, но како и да е, оние што ги познаваат условите во градежништвото, проценуваат дека вреди околу 16 милиони евра. Како и да е, политичките партии мора да одговорат на прашањата на јавноста. Во нашиот случај со ова наша омилена партија имаме ситуација во која партијата не одговорила на најмалку 40 прашања поставени јавно, преку колумни, преку писма, преку директни имејлови, па и преку телефонски повици со љубезни прашања. Меѓутоа, само во неколку месеци овие 40 прашања се одговорени во нула вредност. Како и да е, ние се надеваме дека во најскоро време и ќе ги добиеме тие одговорите на прашањата кои се и законски поставени. Политичките партии, без исклучок, нека е тоа и најголема и нека е тоа најмала партија, мора да одговорат на прашањата поврзани со финансиите, бидејќи тие им припаѓаат на граѓанките и граѓаните, кои овие политички партии тврдат дека ги застапуваат. Заради тоа, потребна е транспарентноста не само како морална обврска, туку и како законска. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.